Кажете kad može. Почитувани, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово продолжува со активностите кои имаат за цел будење од долгогодишниот сон во кој очигледно заспала градоначалникот и локалната власт. На ваков начин, искрено се надеваме дека доволно ќе ги испровоцираме да престанат со барање оправдувања и да се зафатат со решавање на барем некој од многуте наталожени проблеми во нашата општина. Денес сакаме да го искажеме нашиот и револтот на граѓаните на Куманово, предизвикан од сообраќајниот хаос кој повеќе години е неподносливо секојдневние во нашиот град. На сите претходни избори, актуелниот градоначалник ветуваше решенија за поефикасен сообраќај и подобро функционирање на градот. Но за жал, сето тоа остана само на хартија, како и поголем број од неговите предизборни ветувања. Сведоци сме на огромен број на оштетени улици, полни со големи пукнатини, кои ниту се санираат, ниту се реконструираат. Згора на тоа, по отстранување на секој дефект, комуналните предпријатија уште повеќе ги оштетуваат и онака лошите улици во градот. Лоша хоризонтална и вертикална сигнализација. Дел од семафорите се дотраени и оштетени и не се во функција. Ваквата негрижа за сообраќајната сигнализација во голема мера придонесува за намалување на безбедноста на сообраќајот во нашиот град. Лошо спроведениот еднонасочен сообраќај кој произведува тесни грла во градот. Веќе неколку години локалната власт не најде за сходно да изврши ревизија на еднонасочниот сообраќај, со што би го подобрила функционирањето на градот. Неводењето на грижа за пешачки и велосипедски патеки. Лошо реализирано парцијално зонско паркирање кое наместо да го намали го зголемува сообраќајниот хаос. Ветеното намалување на цената на зонско паркирање никогаш не се оствари. Изгора на се, Куманово се соочува со недоволен број на паркинг места. Ова е реалната слика за неспособноста на оваа истрошена локална власт, без визија и идеи за подобрување на секојдневното живење на општината. Затоа денес, символично од оваа раскрсница, сакаме да испратиме апел до локалните власти, конечно да се зафатат со работа и да почнат да ги решаваат проблемите. И одбравме токму оваа раскрсница затоа што е синоним за невидено лошо, нестручно изработено и неефикасно сообраќајно решение. За информација, оваа раскрсница е неофицијално пуштена во употреба на 11 ноември 2008 година. И до денеска на истата се имаат случајно дури 31 сообраќајна незгода, во која 3 лица го загубиле животот, 6 лица се здобиле со тешки телесни повреди и 26 лица се здобиле со телесни повреди. А причината е и огромна материјална штета. Од оваа произлегува дека истата представуваат една од најголемите црни точки за безбедноста на сообраќајот во градот. Исто така, за ваша информација, оваа раскрсница е пуштена во употреба без употребна дозвола, која и до ден денеска не е добиена, што значи дека веќе 6,5 година истата се употребува без законска дозвола. Предлагаме и бараме оваа раскрсница, во која се спојуваат 6 улици и која на десетина метри има неколку семафори, кои многу често се случува да не работат, да биде заменета со кружен тек на сообраќајот, што би ја зголемило безбедноста на сообраќајот, но и ќе овозможи поврзување на уште 2 сега одсечени улици. Сите сме свесни дека оваа локална власт и овој градоначалник одамна ја имаат загубено трката со модернизацијата. Затоа бараме да се реализира овој немногу голем и изводлив проект, кој сепак е многу значаен за сите граѓани на Куманово. Благодарам. Колку време ќе останете тука со блокадата? Ова не е блокада, значи ова е теренски прес. По завршување на пресот ја
ослободуваме раскрстицата. Значи нашата цел не е да ја блокираме раскрстицата. Ви благодарам. Дали мислите дека само на ова место треба кружен тек или и на други локации? Ова е пример, школски пример на место каде што би требало да биде кружен ток направен. Значи, ако некаде треба да се учи у теоријата како треба да изгледа место каде што е потребно да се направи кружен ток, тоа е ова место. Инаку во градот има многу места каде што е потребно да се направи кружен тек. И ние у програмата за последниве локални избори ги имаме посочено тие места, меѓу нив се кај пазарот на Куманово е потребен кружен тек, на Октомвриска револуција на неколку места, значи кај болница исто така. Значи постојат повеќе места во градот кои што имаат потреба од кружен тек. Hvala ви. Фала и на вас.